17. Борис Милковски кој испишува историја со ТФТ, со Ташовски, Браун, Стојановски, Василевски, Котов, Николов, Наумовски, Нури, Сапунџиев, Говенс, Котон и Зафиров. ТФТ без ниту еден играч на првата пресметка со двоцифрен ефект на поени, 7 различни играчи запишаа поени на првиот финален надпревар. Ке мора да ја подобрат играта во нападот и да играат подобро и во одбраната, во сите сегменти од кошаркарската игра, ако сакаат да бидат подобри од актуелниот шампион и евентуално да направат брейк денеска во спортскиот центар Јане Сандански. МЗТ Скопје Аеродром легува како фаворит и тоа е јасно. На ТФТ е да го направи ова финале резултатски неизвестно дали ќе може, ќе видиме денеска. Митровски, Бошковски и Давидов суди на мечот број 2, на кој повторно се разбира МЗТ Скопје влегува како фаворит. Стојанов и Гринли не се во составот на ТФТ во споредба со првиот надпревар. Алекс Сергеј Котов, русинот, кој има 26 години, кој има очајна статистика, добива шанса денеска, и Иван Наумовски. Го нема Брајан Гринли, кој на првиот меч во финалето одигра 17 минути и 30 секунди, без ниту еден поен, со еден скок и 2 асистенции. Веројатно, тоа е причината поради која Борис Милковски се реши денеска практично да не игра со Гринли. Го нема и младиот Михаил Стојанов, 20 годишен. На негово место е искусниот Иван Наумовски во составот на ТФТ. Ќе видиме дали ќе добие минутажа денеска. МЗТ Скопје во серија од 7 победи, последен пораз од Тиквеш на 5 април против Феникс и Куманово, 2 пати по 3-0 во серијата, прв до 3 победи во четвртфиналето и полуфиналето. Перфектен беше и ТФТ против Чаир и Работнички. Во надпревари во кои двата тима демонстрира квалитет и заслужено се во финалето во борбата за шампионската титула, 33-то финале во независна Македонија. Очекуваме добра кошарка, очекуваме ТФТ да се подобри во однос на ефектот кој го имаше на првиот меч и да конкурира повеќе резултатски во оваа финална серија по системот 2-2-1. Следниот меч ќе се игра на теренот на ТФТ или во домот на кошарката во Кале, веќе в четврток. Ако има потреба за тоа, ќе се игра и четврти и пети надпревар. Го гледате Васко Атанасов, неуспешниот млад тренер во македонската клубска кошарка со 2 титули, едно по друго, 2 куп титули, и тоа го прави уникатен струмичанецот на клубата на МЗТ Скопје Аеродром. Стартната петорка на домашниот тим: Крстевски, Андоновски, Магдевски, Стојановски, Дамјан и Војдан. И на клуб во составот на МЗТ Скопје на првиот меч настапи Маслинко, кој беше повреден и не играше на претходните надпревари во плейофот. Во првиот финален меч 18 минути 4 поени и 7 скока. ТФТ со Браун, Василевски, Говенс, Котон и Зафиров на стартот. Првиот напад за МЗТ Скопје. Тука се навивачите на домашниот тим, навивачката група Family. Ќе бидат силна подршка. Андоновски пред малку. Крстевски за 2, прв обид и промашува, освојува топка Браун. Зек Браун, 29 годишен, од Соединетите држави. На првиот меч 29 минути, 7 поени, 5 скока, 1 асистенција.
Еве обид за први поени и 0-2 реализираше токму Браун. Втор напад за МЗТ и нема поени. Добар почеток на мечот за екипата на ТФТ и нови поени и одново Браун 0-4 на стартот за гостите. Војдан Стојановски и сега убава асистенција и поени на Андоновски први 2-4. Говенс. Василевски имаше позиција за 3, не се реши и сега Браун се доближи до обрачот и погодува неверојатно сите 6 поени на ТФТ зад името на Браун 2-6. Крстевски, први негови поени, 4-6. Се игра сега кош за кош. Зафиров излезе во аут. Зафиров, кој ако му тргне шутот е многу опасен. На првиот меч 19 минути, 8 поени, 4 скока, просекот му е 9,8 поени, 6 скока, 1 асистенција. Макдевски. Дамјан Стојановски, Макдевски, Крстевски, малку одбојка и сега да видиме нема поени за Андоновски, останува на досегашните 2. Андоновски тука видовте како реагираше и прва лична грешка за него. Една има и Василевски на спротивната страна. Еве таа игра со нога на Макдевски. На првиот меч 9 поени, 8 скока, 5 асистенции за 29 минути игра. Говенс. И сега да видиме со доста среќа 4-8. Активно играат во одбраната кошаркарите на ТФТ и Макдевски сега. Прва лична грешка, втора тимска на МЗД Скопје. Го видовте дуелот со Говенс. Василевски за 3, ќе видиме ли првата тројка на мечот? Не. Прекршок во напад на Зафиров, ако добро забележав. Останува 4-8, највисоките плюс 4 за ТФТ до сега на мечот. Поинаку изгледа почетокот на финалето 2 во однос на финалето 1. МЗТ Скопје контролираше играта, резултатот. И сега да видиме опит за 2 поени, успешен Војдан Стојановски. 6-8. Гоменс 2 поени, 1 асистенција. 6 има Браун. Говенс
Говенс на влез, убаво реагираше и овде има лична грешка. Крстевски прва, негова трета на МЗТ Скопје Аеродром тимска. Чиста позиција имаше Хотон на линијата за слободни фрлања. Девид Хотон, 33 годишниот американец, на првиот меч 7 поени, 12 скока за 21 минута игра, инаку просекот му е 8 поени, 7 скока и 1 асистенција. 6-9. Први поени за Хотон и 6-10. Трет пат на мечот, плюс 4 за ТФТ. За сега успева да ја стабилизира оваа предност гостинскиот тим. Крстевски за 3. Еве првата тројка, 5 поен на Крстевски. 9-10. Прв пат на мечот во овој прв период МЗТ Скопје на 1 негатива. 5 поен на Крстевски, сега тој е најефикасниот кај МЗТ, 6 има Браун кај екипата на ТФТ, а еве ги поените на Зафиров, први за 9-12. Магдевски, Крстевски, 1 од 1 за 3 поени на Крстевски, 5 купно. Едвин влегува во игра, излегува Војдан Стојановски и Копривица во игра на местото на Крстевски. Двојна измена во составот на МЗТ Скопје. Андоновски, Дамјан Стојановски, Зафиров е тука до него, Дамјан Стојановски тешка позиција и сега дефанзивен скок беше тоа на Тома Стојановски и тој е во игра. Едвин 32 годишниот Дион Едвин од Девствените острови. И сега за 3, нема тројка за Андоновски и натаму на 2 поени, 1 асистенција, 1 прекршок. 9-12 се заглави резултатот на овие бројки. Промашуваат и едните и другите. Говенс, пара позиција за 3. Говенс, тројка, 5 негов поен. И тоа е 9-15, највисоки, плюс 6 за ТФТ. Магдевски, ке важат поените за Магдевски, први негови, 11 за МЗТ Скопје. Еден од 2 за 3 има ТФТ, 1 од 3 за 3 МЗТ Скопје. На тројка на Крстевски, а сега дополнително слободно фрлање за Магдевски. Трет негов поен, 12 за екипата на МЗТ Скопје, кој е сега на негатива од 3, беше 6 во негатива домашниот тим, но 3 поени од овој напад пред малку за шампионот. И сега прочитана идејата на Говенс со 5 поени втор стрелец, 6 има Браун, се врти околу овие двајца. На почетокот од мечот Хотон прави лична грешка, негова прва. Погледате, Едвин, 32 години, во плейофот просекот му 11 поени, 5 скока, 2 асистенции, на првиот меч 9 поени, 4 скока, 1 асистенција. Најдобриот меч во плейофот го игра против Куманово, кога запиша 22 поени. Едвин.
14-15. И 14-15, 5-0 прави МЗТ Скопје и доаѓа до само поенегатива. Зафиров. Лична грешка. Миловановиќ е во игра во меѓувреме. Марко Миловановиќ, 23 години, 5,5 поени просек во досегашниот дел, 0 поени, 2 скока за 10 минути игра на првиот финален меч со ТФТ, неговиот ефект. Ке видиме дали ќе биде подобар денеска. Тома Стојановски. Браун. Говенс комбинира со Хотон. Ташовски е во игра и истече нападот. Добра игра во одбраната на МЗТ Скопје. Подзастана, подзаборавија на семафорот кошаркарите на ТФТ, па Ташовски не искористи поени, можност за поени. 14-15, напад на МЗТ Скопје, во чии редови еве го за прв пат го гледаме и Марин Петков. Копривица, напад за прво водство на домашниот тим. Едвин Петков. Ташовски излегува на него и прави лична грешка. Марин Петков, 22 години, 4,7 поени, 2 скока, 2 асистенции, просекот во плейофот на првиот меч 8 поени за 11 минути игра. Еве можности за прво изравнување. (15-15). 6-0 прави за сега МЗТ Скопје. И 7-0 за прво водство. 16-15. Еве го Браун. Неверојатен. Втора тројка, тимска за ТФТ. 16-18. Петков. Едвин. За 2, нема поени. Ташовски сам на влез, храбро и успешно. Први негови поени, 16-20 плюс 4. За ТФТ. Четврти пат на мечот, има највисоки плюс 6, 9, 15, па застана со 7-0 серија. МЗТ Скопје стигна до 16-15. Браун. Мирна рака има, 8 поен. Браун 16-22, повторно највисоки плюс 6. Ето 11 поен за Браун, се извинувам. Еј, каква борба, Ташовски, на влез Ташовски, овој пат немаше среќа, офанзивен скок, но нема поени тука за Тома Стојановски. Одличен прв период. Еднаш последната ситуација по која на линијата за слободни фрлања
Оди Маслинко. 1-1. 17-22. Останува 17-22. Плюс 5 за ТФТ и напад. Тома Стојановски. Говенс. Хотон. Говенс. Ќе мора да се привршува нападот. Уште 3 секунди. И има поени. Одново Браун. 13 негов, а 24 за екипата на ТФТ. Највисоки плюс 7 за гостинскиот тим. Дебитантот во финалето. ТФТ игра многу подобар втор финален меч во однос на првиот. Миловановиќ пред малку, Петков Копривица, Миловановиќ за 3, нема тројка. 1 од 5 имаат за 3 поени кошаркарите на МЗТ Скопје, единствената тројка запиша Бојан Крстевски. 17-24 води ТФТ во напад. И сега од огромна далечина. Нема поени за Говенс, но краде топка Тома Стојановски, не Ташовски е тоа. Пети негов поен и нова тројка, тоа е трета тројка во четвртиот обид за кошаркарите на ТФТ. За Ташовски пети поен, 27 за ТФТ, 17-27 плюс 10 тайм-аут МЗТ Скопје. Крај на првиот период, 17-27, неверојатни 10 минути на кошаркарите на ТФТ кои успеа буквално во финишот со тројката на Ташовски да стигнат до овие највисоки плюс 10. Браун со 13 поени најефикасниот во првиот период. Крстевски кај МЗТ со 5, Магдевски 3 поени. Тома Стојановски има 3 скока, Говенс 2 асистенции и за сега ТФТ блеска. 8 од 10 за 2 поени, 3 од 5 за 3, 2 од 2 од линијата за слободни фрлања. Фантастична статистика. 4 од 8 за 2 МЗТ Скопје, 1 од 5 за 3 и 6 од 7 од линијата за слободни фрлања. ТФТ има 10 скока, 3 МЗТ и се тоа бројки кои практично го фаворизираат гостинскиот тим во првиот период. Ташовски 5 поени, 1 тројка. Говенс. Убава асистенција за Хотон, има лична грешка. Маслинко. 1 поен за Маслинко, 1 скок, 1 лична грешка. Маслинко кој, реков, поради повреда, болки во грбот имаше, не настапи на претходните плей-оф средби, играше на првата против ТФТ 18 минути, 4 поени, 7 скока. Поени на Хотон, трет негов поен. 3 од 3 од линијата за слободни фрлања. (17-28) највисоки плюс 11
за сега за ТФТ. Не било оваква позиција во плейофот сезонава. МЗТ Скопје против Феникс и Куманово, па не и против ТФТ на првиот меч, но еве сега ТФТ е многу опасен и има тројка со звукот на сирената. Маслинко, втора тројка за МЗТ Скопје, прва за Маслинко, четврти поен, 20-28. Не успеа Говенс, дефанзивен скок на Едвин и сега во напад е МЗТ Скопје. Убав Лески има и дополнително слободно фрлање. Четврти негов поен, 22-28. Едвин кој има 2 од 2 од линијата за слободни фрлања. Не може да биде задоволен Васко Атанасов, тренерот на МЗТ Скопје, од развојот на настаните. 23-28. Пет позитива за ТФТ има 11, 28-17, 5-0, 6-0 прави МЗТ Скопје. И сега добро комбинира американците, Говенс и Котон. Котон ќе оди на линијата за слободни фрлања. 3 поени, 2 скока до сега. 23-28, Котон кој сите поени ги запиша од линијата за слободни фрлања, има 3 од 4. Гледате Говенс, 37 години има, кособственик е во ТФТ, американец, унгарски пасош, настапува и за унгарската репрезентација повремено. На првиот меч 9 поени, 4 скока, 4 асистенции за 27 минути игра. Котон со четврти поен од петтиот обид. (23-30). Сигурен, само едно промашување од линијата за слободни фрлања на Котон. Сите поени му се, сите 5 од линијата за слободни фрлања. Прекршок врз Магдевски, Зафиров стартуваше. Едвин, убаво решение, Копривица вади надвор, Маслинко, нема втора тројка. Ке се води овде голема борба до самиот крај, тоа е јасно и известно. И во ваква позиција одавна не сме го гледале МЗТ Скопје да биде во негатива, особено не во плейофот никогаш оваа сезона. Едвин. Убав рез, седми негов поен, 25-30. Зафиров. Говенс. Говенс. Колку само енергија има Зафиров, Браун. Браун за 3. Нема тројка, останува до сегашните 13 поени Браун. Едвин. Маслинко и две слободни фрлања за Маслинко. Не се сложува Говенс ова одлука на судиите, сметаше дека ова прекршил го напад. Во секој случај
Ке го погледнеме тоа уште еднаш и да, доста е ова дискутабилна одлука на судиите. Еве и од овој гол. Тайм-аут ТФТ. Timeout, boss. I need this timeout, please. Come on, this. Victor, we need to know who we are guarding, okay? Over here, we don't explore Yola one-on-one. You need to be more in yo-yo defense. You have a yellow close-out shooter on you, okay? So attack Charlie, make a foul, okay? Instead of him passing the ball or just driving on Yola, make a foul. Make them play hard for their bucket. We are very soft on that, okay? Hey, offense. Listen, offense. Victor, Derin. We have Yola, Zek in the corner, and Dave. It starts Dave for Yola, and then Yola and Dave are together going. Yola, you are ghosting the first screen. You are setting a hard screen. Victor, change spacing. Zek lift on 45. It's double drag on every side, okay? DF, 3, 1, 2, 3, Во овој период МЗТ Скопје во позитива 8-3, првиот беше во негатива од 10, 17-27. Ја подобри играта шампионот, но дали ќе биде тоа доволно за резултатски пресврт ќе видиме. Чувствува некако Борис Милковски дека може да биде ова шанса за брейк. Маслинко на линијата за слободни фрлања, 4 поени, 3 скока за сега за Маслинко. Два од 3 има од линијата за слободни фрлања. И 3 од 4. 27-30, 10-3 за МЗТ Скопје во овој период. Магдевски. 3 поени до сега на мечот. Едвин. И каков дуел со Ташовски, ова мора да го смират судиите, а ќе видиме дали ќе има и казни. Реакција на двете страни, на двајцата од тројцата суди, и погледнете го уште еднаш тој момент како Едвин го исфрли Ташовски овде и од друг агол. Едниот па другиот. И ќе прегледуваат снимка судиите сега да видиме што ќе се решат. Веројатно остануваат на претходната одлука, така е судиите, нема ништо спорно. По свирката имаше овде малку туркање. Влечење како сагате, во секој случај продолжува нападот на МЗТ Скопје. Магдевски, Копривица. Речи си 9 минути на паркетот, Копривица без поени. Војдан Стојановски за 3, Војдан не успева, има 2 поени до сега. Маслинко многу оптимистички влезе во тој двоен дуел со кошаркарите на ТФТ и мора да се завршува нападот. Ке има ли тројка? Не. Торобит на Војдан Стојановски не успева. 27-30 и натаму на семафорот. Обидот на Копривица на крајот. Во борба со времето.
Говенс. Алфа и омега во играта на својот тим Говенс. Ташовски, Зафиров. Зафиров навлез, вадика и Ташовски, овој мора да шутира за 3, промашува Зафиров со офанзивен скок и изнуди прекршок и слободни фрлања. Упорни кошаркарите на ТФТ и тоа го прави овој меч доста интересен. Има највисоки на стартот од вториот период 17-28 плюс 11. Зафиров на линијата за слободни фрлања 27-30, 2 поени и 2 скока на Зафиров. Зафиров кој има 1 од 1 за 2 поени, 100 од 100 ефект, а 5 од 5 има за 2 Браун. Со 13 поени е најефикасен во составот на ТФТ, Едвин со 7 кај МЗТ Скопје. Зафиров. Трет негов поен, прв од линијата за слободни фрлања. 27-31. И 32 за Зафиров, четврти поен. Плюс 5 за ТФТ. Магдевски. Магдевски како влез и какви поени. Петти негов поен. Магдевски. Двадесет и 9-32. Василевски е во игра. Василевски не погодува. Дамјан Стојановски влезе пред малку во игра. Едвин Крстевски доста ротира. Атанасов и сега не успеваат кошаркарите на МЗТ Скопје. Котов за прв пат во игра во составот на ТФТ. Русинот кој има очајна статистика. 26 годишниот Алекс Сергеј Котов. Чиста топка за ТФТ. 5 минути до крајот на првиот дел. Василевски вади кон Зафиров. Има доста време за овој напад. Говенс навлез. И сега се гради позиција за 3. Има тројка. Дали е тоа Браун? И сега нервоза. 29-35. Ке погледнеме уште еднаш. Браун, негов 16-ти поен. Зафиров не искористи можност за нови поени. Магдевски во дуел со русинот Котов. Прва лична грешка за Котов. ТФТ со 5 во бонус, 3 има МЗТ Скопје. Магдевски гледате 29-35 и натаму на семафорот. Магдевски кој има 5 поени и Магдевски кој од линијата за слободни фрлања има 2 од 3. 30-35 за Магдевски, ова беше 6-ти поен. Зафиров. Едвин и дуел со Василевски. Трета лична грешка за Василевски. Кога само брзо ги нанижа младиот 21 годишниот Никола Василевски. Просекот му е 5 поени, 1 скок, 1 асистенција. На првиот меч
7,5 минути игра без поени со еден скок денеска. 6,5 минути, еден скок, 2 асистенции. Ташовски влегува во игра. Едвин на линијата за слободни фрлања. 7 поени, 1 скок, 1 асистенција. Едвин кој има 3 од 3 од линијата за слободни фрлања. Перфектен е денеска. Четири од 4, 8 негов поен, 31 на МЗТ Скопје. И 5 од 5 за 9 поен, 32-35, 3 позитива за ТФТ или брка 3 негатива сега. МЗТ Скопје, Ташовски. Браун со 16 поени, најефикасен и прв и единствен за сега со двоцифрен ефект на поени. Котов, Зафиров се сам заврши, почна 6 поен, 37 за екипата на ТФТ. 32-37, ова ќе биде интересен финален број 2 меч во Јане Сандански. Магдевски аут за МЗТ Скопје. Војдан. 2 поени за сега, нема тројка за Војдан Стојановски. За 3 поени има 0 од 3. Ташовски. Малку со сила, малку со среќа, но и со добар влез и добра идеја. Ташовски 7 поен. Чекай, 1-1. One-on-one defense we have. On shooters that are driving past us and finishing at the rim. Чекай, како вако ова Андреј уде, не ти дава кош. Бараш фаул напад. Како фаул напад? They shoot air balls and get offensive rebound. Не скокаме. Don't stop here. We have pick and roll. Don't go into isolations. Go attack out of the pick and rolls. Not from one-on-one. Listen, on the zone now again, look for Bojan here on the low post, okay? If it's man-to-man, look whoever has the guard on him, Dion or Damian, and go one down. Okay? On the press, Magdevski inbound, Bojan and Dion stay here to help. You have foul to give. Let's go. Не смее да биде задоволен Васко Атанасов. На спротивната страна Борис Милковски го има расположениот Браун. 5 од 5 за 2 поени, 2 од 3 за 3 и Браун е за сега играчот на надпреварот со 16 поени. Браун единствен со двоцифрен ефект на поени. 3 минути 7 секунди до крајот на првиот дел. Магдевски плюс 7 за ТФТ, 32-39. Магдевски вади надвор и ќе има ли 3, така е. Дамјан Стојановски, прва негова тројка, први негови поени.
35-39, Дамјан Стојановски и сега Котов. Какво промашување. Неверојатно колку слабо игра русинот. Дамјан Стојановски 1 од 2 за 3 поени. Котов страшно лоша статистика има. Котов 3 поени, 2 скока. Во плейофот и малку шанса добива, денеска доби можност откако Гринли и Стојанов ги изостави Борис Милковски. На линијата за слободни фрлања Крстевски 5 поени, има една тројка. и 7-39 и напад поради техничката. Котов излегува од игра. Ташовски. Браун. Направи неспортска Котов, а не техничка. И сега Браун. Каква насмевка. Не Хотон е тоа, се извинувам. 5 поени, 2 скока за Хотон. Просекот му е 8 поени, 7 скока. На првиот меч 7 поени, 12 скока на Хотон. Сега 5 поени и 2 скока до сегашниот ефект, но има овде многу да се игра. Ево го шестиот негов поен. И сите му се од линијата за слободни фрлања, има 6 од 7. 6 од 8 на Хотон, 37, 40. Нов нереализиран напад на МЗТ Скопје, не смеа да се ги дозволат овие грешки. Шампионот не игра на своето ниво како од првиот меч. Ташовски, мирна рака, 9 поен, 42 за екипата на ТФТ. 37-42. 9 поени за Ташовски, 2 скока, 1 асистенција. Магдевски, убаво решение, добра комбинација Крстевски на крајот. Војдан Стојановски, четврти негов поен, 39-42. Тајм-аут ТФТ. I would throw 2 next possessions, okay? Whatever happens, stop the ball with fist one, stop the ball. We need off guards to be over here in the gap to stop the ball a little bit. Let them, if they throw, let's go on me. First offense from 2. Boss, you're on the off screen. You have Toma and Dave. Second, strong corner, Victor. Stagger away, pass, hand off. You go and stop over here, Dave. And you will go to set this screen. You are continuing in wheel screen for Daring. So we want Daring coming off this screen. Go inside. He will be late on this screen. Go inside. Zek, if you need to cut. If not, stay over there. Last possession, far side. On the handoff. Toma, you fell down. Take you screen. We are releasing the spacing. Okay, let's go. Let's go. 3-1, 2, 3. На првиот меч, финален, ниту еден играч со двоцифрен ефект, кај ТФТ 7 различни се запишаа во листата на стрелците, а денеска Блеска Браун со 16 поени, 100 ефект, 5 од 5 за 2, 2 од 3 за 3. Ташовски е фантастичен.
3 од 5 за 2, 1 од 2 за 3, 9 поени и втор играч кој е најблиску до двоцифрен ефект кај дебитантот во финалето. Има одлична сезона ТФТ. Ташовски делува максимално мотивирано денес. Говен Сташовски, Говен за 3, нема тројка. 4 од 9 за 3 поени ТФТ. МЗТ за 3 има 3 од 12, неверојатно слаб ефект. Еве уште едно промашување за 3 во ситуација во Војдан Стојановски кој е на 4 поени, Војдан Стојановски кој за 3 поени има 0 од 5. Еј сега каква борба и освоена топка, Магдевски па Едвин го смирува овој напад на МЗТ Скопје. Завршни секунди од првиот дел ќе се оди на долг напад со шут се разбира и Едвин играше последен со топката и можност за ТФТ. 6,7 секунди до крајот на првото полувреме. Да погледнеме овде. Исправна одлуката на судиите. 39-42. Има време за овој напад, уште 3 секунди. Ташовски немаше среќа, ни тој ни ТФТ, но ТФТ води по првиот дел 39-42. Гостите предводени од Браун со 16 поени, 5 од 5 за 2. Има Браун, наекспониран кошаркар е кај ТФТ и наефикасен. Едвин со 9 поени се истакна во составот на МЗТ Скопје. 9 има Ташовски кај ТФТ, 7 Крстевски кај МЗТ Скопје. Статистиката го фаворизира гостинскиот тим, 61% успешно за 2, 40 за 3 и 80 од линијата за слободни фрлања. МЗТ Скопје за 2 поени има 57% успешност, 8 од 14, катастрофален е за 3 поени, 3 од 13, само 23% успешност и 87% единствен статистички сегмент во кој е подобар МЗТ Скопје од линијата за слободни фрлања, 14 од 16, 17-15 во скокови за ТФТ, 8-6 во асистенции, 5 украдени топки МЗТ Скопје, 2 ТФТ и по ниту една блокада на двете страни. Одиме на одмор. 39-42 по првиот дел. Вториот период го доби МЗТ Скопје 22-15, а првиот период 27-17 ТФТ кој на стартот од вториот период имаше највисоки плюс 11, 17, 28. Одмор, па потоа се враќаме со коментар од спортскиот центар Јане Сандански.
Се враќаме со коментар од Јане Сандански. 39-42 по еден период за двата тима, со тоа што ТФТ го доби првиот со плюс 10, а МЗТ Скопје вториот со плюс 7, па трите предност на ТФТ, кој главно има резултатската контрола во првото полувреме, се сосема реален епилог на настаните во првото полувреме, во кое само еднаш МЗТ Скопје имаше предност 16-15, во останатиот дел постојано водеше екипата на ТФТ за разлика од првиот меч. Ова е далеку понеизвесен резултатски, на шампионот е да се обиде да направи пресврт во второто полувреме, а на ТФТ е да со оваа игра продолжи да диктира темпо резултатско и евентуално да стигне до брейк во вториот меч во Јане Сандански. Ако се игра петни, например, предноста на домашниот терен ќе има секако МЗТ Скопје. Почеток на второто полувреме. Едвин со 9 поени, најекспониран кошаркар во составот на домашниот тим. И сега да видиме, ќе има ли тројка? Не. Не успева таму Дамјан Стојановски. 3 поени за сега, 3 скока за Дамјан Стојановски. За 3 поени, 1 од 4 со предходниот шут, само една тројка од 4 победи. Војдан има 0 од 5 за 3 поени. Говенс, Зафиров, како само убаво Едвин му е украде оваа топка. Едвин сега го завршува нападот, изнуди прекршок. Нема поени, но ќе има слободни фрлања за Едвин. Од линијата за слободни фрлања е 100% успешен, 5 од 5 има. 39-42. И Едвин е првиот со двоцифрен број на поени кај МЗТ Скопје, 10. 16 има Браун на ефикасен, еве го 11-тиот за 41-42. Последен пат по негатива МЗТ Скопје имаше кога беше 14-15. Зафиров. Говенс. Убаво решение кон Хотон комбинација, меѓутоа аут. Еве шанса сега за МЗТ Скопје со овој напад да стигне втор пат на мечот до предност. Единствената имаше со 16-15 во првиот период. Едвин Крстевски има поени, ќе видиме дали на Маслинко или на Крстевски му се запишани. Во секој случај 43-42, втор пат плюс 1 за МЗТ Скопје се будили шампионот. Говенс. Зафиров. Лична грешка. Дамјан Стојановски. Негова прва. Четири-нула на стартот од вториот дел за МЗТ Скопје, но еве го Браун, 18-ти негов поен, 43-44. Едвин. Маслинко изнуди некако простор тука. Маслинко, 8 поен, 45-44. Трет пат на мечот МЗТ Скопје има поен позитива. Говенц. Магдевски прави прекршок, негова втора лична грешка.
Браун. Говенс. Крстевски излегува на него, Магдевски е тука, па сега да видиме Стојановски, Тома Стојановски, поени први негови, речиси 11 минути е на паркетот, вкупно 45-46. Ако продолжи вака, ова ќе биде многу неизвестен надпревар. Маслинко, 10 негов поен, тој е втори играч со двоцифрен број на поени, 10. Едвин има 11 и има и дополнително слободно фрлање за Маслинко. 47-46. Три од 4 има од линијата за слободни фрлања, 4 од 5, 48-46 прв пат плюс 2 за МЗТ Скопје. Десет 4 во овој период за домашниот тим. Ево го последниот момент и стартот на Говенс, ако добро забележав. Нема поени. Магдевски шутираше. Говенс дефанзивен скок. Прв негов скок на мечот. Зафиров. Како само мудро, како само Дамјан Стојановски убаво му ја украде оваа топка. Тоа е искуство на браќата Стојановски во дуелот со Зафиров. И дали ќе биде досудена неспорска? Ќе гледаат судиите. Рекламираше неспортска Дамјан и има неспортска од страна на Зафиров. И еве можност да ја зголеми предноста шампионот. 48-46, највисоки плюс 2, колку и да звучи чудно. Еве и највисоки плюс 3. Десет 4 во овој период и 11-4. 49-50 сега 46 плюс 4 највисоки за МЗТ Скопје и напад да се зголеми предност. Маслинко. Ако нема тој ритам, ТФТ како во првиот период, па и главно во вториот, иако беше во негатива. На линијата за слободни фрлања, Маслинко, 11 поени, како и Едвин. И сега греши Маслинко од линијата за слободни фрлања. Четири од 6.
од линијата за слободни фрлања. И 4 од 7, не користи 2, останува 50-46, напад на ТФТ. Говенц. Браун. Се обиде Говенц. Едвин. 13-ти негов поен и сега највисоки 52-46, највисоки плюс 6 за МЗТ Скопје. Дали го крши отпорот на ТФТ во овој трет период домашниот им актуелниот шампион? Говенц. Лична грешка. За Магдевски. Негова трета. Измени во составот на ТФТ. Не може да биде задоволен Борис Милковски од развојот на настаните во третиот период. 13-4 во овој период за МЗТ Скопје. Ташовски. Зафиров за 3, нема тројка, Ташовски обид со офанзивен скок, МЗТ во напад 52-46, 5 минути до крајот на третиот период, во кој има плюс 9 МЗТ Скопје, 13-4 или вкупни плюс 6 на мечот. Едвин со 13 поени, најефикасен кај МЗТ Скопје, Маслинко 11, единствен двоцифрен 18, Браун кај ТФТ. Рстоевски, каков дриблинг, какви поени, 11 и негов 50 46. Тайм-аут ТФТ. No, we're not good. When the things are starting to go nasty for us, we start revealing our flaws. Too much dribble, maybe you are fouled, you have 2 kick passes. Every single time you have shot close out, 0 extra passes. But you went 2 times on contact. We are not respecting what we need to do, okay? Hey, offense. We play shorts with Toma. Flip screen, find him on short roll, they are stepping out on you. You need to find early release from the ball, okay? Even in horse side, this pass needs to fly. Don't do skip pass, continue to play, we will get back to this outside pick and roll, okay? Shorts with Toma. Defense, energy. Timo, 3-1-2-3. Involve him in the game. Може ли ТФТ да прекине оваа неверојатна серија на МЗТ Скопје во третиот период, кој има 15-4 и стигна до 54-46, највисоки плюс 8. (9-0) на МЗТ Скопје. Едвин. Каква блокада од Хотон. Упорен беше Едвин. Едвин 13 поени, 3 скока, 2 асистенции. Најдобар ефект имаше против Куманово на вториот меч, 22 поени. Магдевски. Едвин Крстевски, одсвртување.
13 негов поен. 56-46 за прв пат двоцифрена предност на МЗТ Скопје плюс 10. Страотен пат на ТФТ и кога не оди, а нема оди и на Тома Стојановски, кој има само 2 поени, 6 скока. Крстевски вади надвор, ке има ли тројка? Нема тројка тука. За Дамјан Стојановски. Стартуваше Едвин. Еве го тој момент уште еднаш. Негова втора лична грешка. Седумнаесет-4 во овој период за МЗТ Скопје. Само 4 поени на ТФТ. Говенс. Хотон и не успева тука Тома Стојановски. Се избори за оваа топка Говенс, но мора да се привршува нападот. Уште 5 секунди. Има прекршок, да видиме од Маслинко. Единаесет 0 направи серија МЗТ Скопје. Беше 45-46. И кога не оди. Две промашувања на Говенс го скрши отпорот МЗТ Скопје на ТФТ во третиот период. Отвори пат за 2-0 во серијата прв до 3, но да не го отпишеме ТФТ затоа што има овде да се игра и тоа како многу. Копривиц и натаму на 0 поени, 10 минути ефектно во игра. Говенс неверојатно, мислам дека е ова трети или четврти напад во низа. Вака да завршуваат кошаркарите на ТФТ. Нема поени. Копривица. Еве за 3. Не успева Дамјан Стојановски. 5 поени за сега за Дамјан Стојановски. Еден од 5 има за 3 поени. Крстевски и Едвин со 13 поени, Маслинко 11 се играчите кои прават разликата поентерска кај МЗТ Скопје. Само еден со двоцифрен ефект на поени, Браун 18 кој е наефикасен на мечот кај ТФТ. Ташовски заглави на 9 поени, Ташовски и сега и има поени за Хотон. 8 негов и конечно прекина серијата без поени ТФТ 56-48. Дамјан Стојановски преку Браун. 7 негов поен, 58-48, одново плюс 10, втор пат на мечот. Браун, 20 негов поен, се буди и тој, 58-50. Петков. Маслинко, Копривица, Маслинко, Марин Петков, Чекори. Марин Петков, 22 години, во плейофот 5 поени.
2 скока, 2 асистенции, просекот на првиот меч 8 поени и 10 асистенции за 11 минути игра. Ташовски ги чекаме неговите нови поени, заглави реков на 9, Ташовски, 2 слободни фрлања. 58-50 се буди полека, но сигурно и излегува од поентерската криза ТФТ. Ташовски на линијата за слободни фрлања. Прв пат е во ваква позиција. 1 од 1 и 10 негов поен. Тој е втори играч со двоцифрен број на поени. 10, а 20 има Браун. 58, 51 и 52. 11 поен на Ташовски. Плюс 6 за МЗТ Скопје. Ништо овде не е завршено. Магдевски. Едвин за 3. 16 поен, 61-52. За Едвин прва тројка, 1 од 1 за 3 поени. Но Едвин е сега најефикасниот кај МЗТ Скопје. 61-52. Еве го моментот по кој Копривица и Хотон беа во дуел. Копривица трета лична грешка. Неискористено прво слободно фрлање на Хотон. 609 од линијата за слободни фрлања. Хотон кој има 8 поени. Еве го и деветиот, 7 од линијата за слободни фрлања. 61-53. Последен напад во овој трет период за МЗТ Скопје. Едвин вади надвор, ке се оди на 3, нема тројка. Копривица не важи ова ништо, заврши времето. 61-53, 22-11 во овој период за МЗТ Скопје и тука шампионот ја прави разликата. 61-53 ќе биде супер драматично во последниот период. Овие 8 предност на МЗТ Скопје не му гарантираат ништо. На два пати имаше плюс 10, 56-46 и 58-48. Блеска Едвин на овој меч со 16 поени кај домашниот тим. Крстевски 13, Маслинко 11 и тоа се тројцата со двоцифрен ефект во составот на МЗТ Скопје. Кај ТФТ такви има двајца. 31 поени скомбинираа Браун и Ташовски. Браун 20, Ташовски 11 и тие го држат во живот резултатски ТФТ кој одигра фантастично прво полувреме, меѓутоа еве во вториот дел прави резултатски пресврт. За сега МЗТ Скопје за 2 поени има 68% успешност, за 3 очајни 21, шампионот 4 тројки од 19 шута и 19 од 23 за 1 поен од линијата за слободни фрлања. Статистиката на ТФТ тимска: 15 од 26 за 2 поени, 4 од 12 за 3 поени. Потфрлија шутерски двата тима, а особено МЗТ Скопје, каде тројки запиша Едвин 1, Маслинко 1,
Дамјан Стојановски една и Бојан Крстевски на стартот од мечот една од еден шут. 3 поени кај ТФТ, 2 тројки запиша Браун, една Говенс, една Ташовски. Одлична акција и атракција на Хотон. 11-ти негов поен, трети играч со двоцифрен ефект, 61-55. Реков овде ништо не е завршено. Хотон нема тројка сега за Магдевски, ки имали овде психолошки ефект оваа атракција од предмалку на кошаркарите на ТФТ, кои се на 6 негатива и имаат напад. Ташовски, Василевски, нова грешка. Војдан Стојановски, 6-ти поен, 63-55. И гледате, Ташовски се буди, тој 13-ти негов поен. 63-57. Ќе биде супер неизвестно до крајот. Плюс 6 за МЗТ Скопје. Во игра и Миловановиќ. Ја игра 5-та минута на мечот, вкупно без поение. За 3 во вистински момент Војдан Стојановски. 7-ми негов поен Војдан Стојановски. Прва тројка во 7-миот обид и многу значаен момент. 66-57. Плюс 9 за домашниот тим и има прекршок овде и Копривица прави лична грешка. Негова четврта. Прв е со 4 во домашниот состав, Борис Милковски, и тоа како ја промени играта на својот тим во овој втор финален надпревар. Меѓутоа неговиот тим е во негатива од 9 поени и остануваат овие 9 и по ова слободно фрлање на Браун, кој е за прв пат на линијата за слободни фрлања, 1 од 2 и за Браун 21 поен, 66-58. Магдевски, Едвин, офанзивен скок на Крстевски и поени 15 и негов, 68-58 плюс 10, трет пат на мечот за екипата на МЗТ Скопје. Ташовски, Зафиров, Браун го затворија, меѓутоа сега не внимава така многу на него, па стигнува до нови поени, 23 негов, 68-60. Тој е најефикасниот играч на мечот за сега. И со добар процент, особено за 2. Едвин не успева. Хотон дефанзивен скок за него, е четврти вкупно скок на мечот. Ташовски, мека рака поени на Ташовски, 15 негов поен, 68-62, плюс 6 за МЗТ Скопје имаше, плюс 10, 68-58, 4-0 на ТФТ. Крстевски, како само се менуваат во серија, може би е тоа мини серија, меѓутоа значајна е во овие минути. Војдан Стојановски, 11 поен, 70-62, плюс 8 за МЗТ Скопје. Единаесет поени за Војдан Стојановски,
Тоа е четвртиот играч со двоцифрен ефект на поени и сега Браун со офанзивен скок. И Магдерски тука стартуваше. Треба да се интервенира на паркетот. Еве она атракција на Хотон. По асистенција на Василевски, фантастично чувство на Василевски. Негова трета асистенција беше тоа. Едвин 70-62 до крајот 6 минути и 5 секунди, многу за игра, но секој поен е важен и сега Едвин под прекршок од Браун, трета лична грешка на најефикасниот на мечот со 23 поени. Едвин со 16 пак на спротивната страна, има можност за нови 2. Погледнете го овој убав лес на Едвин и личната грешка на Браун од друг агол. Седумнаесети поен на Едвин, 71-62. Два од 2 за 18 поени и 72-62 плюс 10. Четврти пат на мечот за МЗТ Скопје, двоцифрени плюс 10. Не отиде на тоа, а еднаш на овој надпревар имаше плюс 11 ТФТ, 17-28 на стартот од вториот период. Хотон. Ташовски. Мора се завршува нападот, уште 3 секунди, Ташовски за 2, Ташовски промашува, Зафиров тука, меѓутоа Дамјан Стојановски со дефанзивен скок, прекршок врз Војдан од Ташовски, за Ташовски трета лична грешка. Напад за највисоки плюс 12-13 за МЗТ Скопје. 4 пати имаше плюс 10 до сега. Војдан Стојановски. Агресивна игра во одбраната на ТФТ. Дамјан. Греши Дамјан. Говенс, Ташовски. Ташовски оди сам на влез. Ташовски многу храбро и неуспешно сега контра на МЗТ Скопје. Петков за 3, чиста позиција. Петков! Марин Петков во вистински момент погодува негова прва тројка, петти поен, 1 од 1 за 3 и 75-62 плюс 13 за МЗТ Скопје, највисоки на мечот. Еве сега малку простори за дискусија, нормално нервозен е Борис Милковски. Тайм-аут ТФТ.
Hey, we might play physical and sit down. They let us play. Hey, we are in two. We are, listen. We are in two. We are switching areas. We are not giving up. Malay, red card, red statement, foul. It's final. We are in head next possession, okay? Derin, Victor is with the ball. Dave, Zach, no, Yola, Zach over here. Derin is receiving the ball. Victor is high. If you can find him early in Stampedo, okay. Yola, this is Spanish. Yola is coming in Spanish. On this pick and roll, Yola is in Spanish. Play from that, don't give up. Hey, let's go, Hey, we on 3, 1, 2, 3. Не се задоволни од досудената техничка грешка на Ташовски. Седумдесет и 62. Najvisoki plus 14 za MZT Skopje. Еве поени на Крстевски, 17 негов поен. 78-62 и мислам дека тука веќе МЗТ Скопје ја прави таа разлика, недостижна. Ташовски изблокиран од Марин Петков за 3 и сега Зафиров, 2 поени, нема тројка за Зафиров, 8 негов. 78-64. Не се предава ТФТ и тоа е добро за овој надпревар, иако разликата е голема, 14 плюс од оние највисоки 16. За МЗТ Скопје во овој период 78-62. Поени на Хотон, 13 негов. 78-66. Крстевски, Едвин, Ташовски прави лична грешка и тоа е негова петта, го завршува надпреварот. Прв играч со 5 лични грешки, еве го дуелот со Едвин. Ташовски завршува со 15 поени, 3 скока и 2 асистенции. Не го издржа притисокот во вториот дел ТФТ, 22-11 во третиот период, 17-11 во овој период и тоа е таа разлика која прави МЗТ Скопје во второто полувреме. Едвин 19 и негов поен се ближи до ефектот на Браун, 23 поени, најефикасниот на мечот. 20 поен, 80-66. Зафиров. Еве тројка на Зафиров, 11 и негов поен. За Зафиров ова е прва тројка во третиот обид, 1 од 3.
кој направи таму лична грешка, Тома Стојановски, четврта. Дојде од Гостивар во редовите на ТФТ. На првиот меч одигра 25 минути. Едвин на линијата за слободни фрлања. 21 негов поен, а 81 за екипата на МЗТ. 81-69. Плюс 12. 82-69 плюс 13. Тешко достижно во овие 2 минути и 44 секунди за ТФТ, но она што го направија дебитантите во финалната плейоф серија ТФТ на овој меч е дека покажаа дека можат со шампионот да се надигруваат, за разлика од првиот меч во овој втор далеку по-конкретни и конкурентни. Лична грешка или не? Да видиме. Грешка на Браун. Браун со 23 поени, најефикасен, но 22 има Едвин на спротивната страна. Едвин запиша 22 поени против Куманово на вториот меч, што беше негов најдобар во плейофот воопшто. Ево го и денеска блеска и тој игра извонредно добро. Петта лична грешка за Тома Стојановски. Василевски влегува во игра, уште еден млад играч, 21 година. На првиот меч 7,5 минути игра, без поени со еден скок. Едвин прецизен. 83-69. Тоа е 23 поен за Едвин. Еве го и 24-тиот, 84-69 и тоа е најефикасниот на мечот за сега. Плюс 15 за МЗТ Скопје, но на брзина поени за ТФТ. 84-71. Едвин, Маслинко, Чекори. Поправа се судиите. Завршни 121 секунда, 120 поточно сега и се намалува, се разбира, лична грешка Војдан Стојановски, негова втора во дуелот со Говенс. Оние два претходно седело на Хотон, само да потврдиме, 84-71. Тајм-аут ТФТ. They're in inbound. Zach, Dave, Nikla, Jola, box formation. Nikla, back screen for Jola. And continue to release spacing like this, opposite of the ball. Jola, come, when you are seeing this, Zach, Carl, boss, at least give them show. At least give them show for you. You jump high and dunk this ball, okay? If you don't have him, you have Jola for 3, or end scenario, pass to Dave, an immediate pitch pass and take the 3-point shot. We don't have time to think, okay? But throw it for Zach. Throw it for Zach. Let's go. Stay full court now. Hey, 1, 2, 3, team.
Ево го Ташовски, го гледате. 15 поени, како и Хотон. 23 Браун. Тој е најефикасниот кај гостите на мечот. Едвин со 24, сега малку изнуден шут за Пиро. Поени 13 негов. 84-73. Војдан Стојановски. Говен сега не е задоволен од оваа одлука на судиите. Да видиме. Војдан Стојановски на линијата за слободни фрлања. 12 негов поен. Очаен ефект има за 3-1 од 7. 1 од 1 од линијата за слободни фрлања. 2 од 2 за 13 негов поен. А вкупно 86 за МЗТ Скопје. 86-73. И гледате како сето тоа кога се распаѓа играта, кога противникот едноставно не дава шанса, а тоа го направи МЗТ Скопје во вториот дел, се распадна некако ТФТ. И сега убав лес и убави поени, мора да се признае за Василевски. Први негови, веќе 14 минути активно е во игра, вкупно на овој меч. Мудро тука изнуди аут Војдан Стојановски. 86-75. Ќе поведе МЗТ Скопје. Следниот меч се игра в четврток, 19:30. Домаќин ќе биде ТФТ. Магдевски. Еве можно за тројка. Нема тројка за Војдан Стојановски. Останува на таа една од 8 обиди дури. Очаен процент за 3 поени на еден од важните играчи на МЗТ Скопје. А сега поени на Браун, 25 негов, 86-77. За еден пристоен пораз на ТФТ поради слабата игра во вториот дел. И пред се во третиот период, кој го доби со плюс 11 МЗТ Скопје. Едвин. Дваесет и пети негов поен. 87-77. Од линијата за слободни фрлања Едвин има 15 од 16, верували ли не? Беше 100%. 15 од 15. Нема што тука веќе, јасно е. Успеа МЗТ Скопје со подобро второ полувреме да го направи овој пресврт и да стигне до победа. 87-77, 27-24 во оваа најефикасна четвртина.
87-78, Василевски трет поен и четврти по неспортската. Четири поени за Василевски, 7 секунди до крајот. Говенс погодува за 3, 8 негов поен. 87-82, конечни на мечот на крајот и пристоен пораз на кошаркарите на ТФТ, кој одигра фантастично прво полувреме и кој на почетокот од вториот период има највисоки плюс 11. Првиот дел го завршија со 3 предност 42-39. Меѓутоа, МЗТ Скопје успеа во вториот дел едноставно да го скрши отпорот на ТФТ и да запише победа 87-82, иако во ова второ полувреме има во еден момент и највисоки плюс 16, 78-62. Ефектно разиграно на двете страни. Во составот на МЗТ Скопје Едвин со 25 поени, најефикасен, но 16 од линијата за слободни фрлања, 17 поени Крстевски, 11 Маслинко, 13 Војдан Стојановски со очен ефект за 3-1 од 8. Во тимот на ТФТ се истакна Браун со 25 поени, со 100% ефект, 9 од 9 за 2 поени. По 15 запишаа Хотон и Ташовски, а 13 Зафиров. МЗТ Скопје води со 2-0. Во серијата прв до 3 победи, во желбата да ја одбрани шампионската круна и да стигне до 12-та. Следниот меч се игра в четврток навечер, 19:30 домаќина ТФТ во обид да се врати резултатски на мечот со актуелниот шампион. Почитувани, благодарам за вниманието. Гледајте спорт на македонската телевизија.